Почитувани добро вечер. Вечерва во став гостува пратеникот Данијел Стојчевски, претседател на општинската организација на Движењето Знам во Куманово. Господине Стојчевски, добро вечер и ви благодарам што одвоивте време да поразговараме на повеќе актуелни теми. Добро вечер и на вас, добро вечер и на сите оние што се пред малите екрани. Благодарам на поканата и секогаш ми е чест да бидам дел од оваа телевизија и емисијата Став на ТВ+. Една година од постоењето на Движењето Знам за наша Македонија. Како го оценувате едногодишното постоење и делување на политичката сцена на партијата со граѓански концепт? Успешна ли беше годината за вас? Па добро, никулците впрочем на самата политичка партија Движење Знам потикнуваат токму од Куманово, каде што во 2021 година група луѓе ентузијасти излегува на едни локални избори, каде што успеавме, морам да потенцирам, да оствариме сериозен резултат, да се спротивставиме на поголемите политички партии во тој момент ВМРО, ДПМН и СДСМ и ДУИ. Успеавме како група на граѓани да победиме на локалните избори во делот на градоначалник, да имаме градоначалник од нашите редови, да имаме и доволен број, голем број на советници. Всушност и како политичка партија ние имаме и најголем број на советници ако ги случиме коалиционите партнери во другите советнички групи. Од тука се придружија и група на граѓани, ентузијасти, се формира низа здруженија и во останатите градови на територија на целата држава, по примерот на Куманово. И еве по некој период, а веќе една година навршува, ние успеавме да формираме една политичка партија, која што се вика Движење Знам за наша Македонија. Непосредно пред тоа, пред формирање на самата политичка партија, имавме можност да учествуваме и да се надпреваруваме, како што го ветивме тоа на граѓаните на парламентарните избори, но и ветивме дека ќе учествуваме на сите едни избори кои што ќе се одржат во Македонија. Тие избори ги оценувам како многу успешни за нас од аспект на тоа што остваривме сериозен број на гласови првично во делот на нашиот кандидат на председателски избори Максим Димитриевски, а подоцна и во делот на парламентарните избори, каде што како политичка партија за прв пат во плурализмот на Македонија успеавме да освоиме 6 пратеника. Тоа го сметам за сериозен успех, имајќи предвид, бидејќи во тој период ние се уште немавме општински организации низ целата територија на Македонија. Впрочем, тој период, тој процес се завршува и очекуваме да го заклучиме во овој период, каде што очекуваме да имаме формирана општински организации на целата територија. Покрај тоа, ние успеавме да станеме и дел од владеачкото мнозинство, предводено од најголемата политичка партија која што оствари највеќе мандати во претходните избори, тоа е ВМРО ДПМН. Ние станавме како помал политички партнер, дел од таа влада, станавме коалиционен партнер. Меѓутоа станавме дел од таа влада, темелејки се и интегрирајќи ја нашата политичка програма, нашата политичка платформа како дел од владината програма за работа во овој 4 годишен мандат, а тоа е Македонија да биде дел од Европската Унија, да продолжиме по тој пат, меѓутоа достоинствено, зачувајќи го интегритетот, достоинството, јазикот, културата, согласно критериумите од Копенхаген, како што би станале дел и останатите земји членки. Нашата платформа се темели врз принципите и вредностите на Илинден и Јасно. Сакаме да ја градиме Македонија како самоодржлива држава, Македонија која што ќе биде држава која сериозно ќе се спротивстави на криминалот и корупцијата и ќе ја вратиме правдата и вербата на граѓаните во правдата во целиот тој процес, бидејќи знаете во минатото беше доста нарушена таа доверба и всушност тие органи и институции воопшто не функционира, што имаме докази овие денови што се случува. И петата точка клучна е градење на добрите меѓуетнички односи.
Очекувате ли дека платформата за македонско национално единство ќе биде прифатена од сите политички партии? Прво би сакал да кажам збор-два за самата платформа. Како млад човек кој што се занимава со политика, сметам дека оваа платформа требала да биде донесена многу порано од останатите политички субјекти кои што учествувале во политичкиот живот во нашата држава. Сметам дека ваква една платформа која што представува дефинирање, тоа е национална платформа за македонско национално единство, каде што ќе бидат поставени црвени линии до каде може да одиме како држава, како влада во некои идни наши активности, при тоа да ги зачуваме културата, нашиот јазик, нашиот идентитет, нашата самобитност и да ги почитуваме и останатите етнички заедници да бидат вградени во оваа платформа. Затоа оваа платформа ќе биде доставена и веќе е доставена до сите политички партии. Од она што го слуштавме, единствено од најголемата политичка партија ВМРО-ДПМН се праќа некој сигнал и има волја за потпишување на една таква платформа каде што ќе бидат поставени црвените линии на нашата држава и мислам дека оваа платформа е многу битно да биде донесена во овој период. Ние ова го ветивме во предизборието дека ќе представиме пред сите политички партии една ваква платформа, затоа што да не се доведеме во состојба на било која идна влада што ќе биде формирана или иден политичар да се дрзне да посегне по нешто што е свето за македонците и за македонскиот народ, како што кажав и претходно. Идентитетот, културата, јазикот, суверенитетот и самобитноста. За тие работи ние како држава не смееме воопшто да преговараме, а секако нашата цел и нашите приоритети се евроинтеграциите и ние по тој пат мора да продолжиме. Новиот организационен секретар на Социјалдемократскиот сојуз Мартин Костовски деновиве на пресконференција соопшти дека има одлевање на вашето членство и дека нивните поранешни членови се враќаат во матичната партија. Може ли да го прокоментирате ова и може ли еден ваш став за новото раководство на Социјалдемократскиот сојуз? Добро, еве, кога веќе ми го поставивте ова прашање, би искористил оваа прилика да им честитам на новите советници кои што се работи за неколку советници од локалните самоуправи. Ќе го земам за пример општина Долнени, пред некој ден Пробиштип, имаме неколку советници од скопските општини, Македонска Каменица, кои што јавно се приклучија кон политичката партија Движење Знам за наша Македонија и официјално се советници на оваа политичка партија и во тој контекст би сакал да истакнам дека токму се случува еден спротивен процес каде што и она што беше останато од таа политичка партија, меѓутоа морам да кажам дека има и членови кои што потекнуваат и од други политички партии, а има и добар дел на граѓани кои што никогаш не се занимавале со политика, го ценат она што ние како политичка партија го работиме во изминатиот период и секојдневно се помасовно и помасовно се приклучуваат, зашто, впрочем, зборува и самиот факт за пристапниците кои што секојдневно доаѓаат да се зачленуваат во нашата политичка партија. Како коментар на она сето што се случуваше, бевме сведоци, бидејќи мене многу ми е тешко да зборувам на оваа тема, бидејќи во минатото сум бил дел од таа политичка партија и навистина ми е жал што се случува со таа политичка партија, меѓутоа граѓаните, политиките на таа политичка партија, граѓаните многу сериозно ги казнија на претходните парламентарни избори и доколку таа политичка партија очекува враќање на она ниво што било во минатото, бидејќи сега таа политичка партија гледаме дека веќе не е ни втора политичка партија по силина, дури не може да се случи да не биде ни прва опозициона партија во идниот период, бидејќи граѓаните ја казнија таа политика и токму кадровските решенија на таа политика која што ја спроведува беа казнети.
Ако погледнете што се случува во изминатиот период, доколку сите очекуваа некои освежувања, посебно во кадровскиот дел во таа политичка партија, да биде внесена на нова енергија, да бидат внесени некои нови политики, ние повторно гледаме дека одредени кадри кои што ги спорачуваат тие политики, за кои што беа казнети од граѓаните, повторно се вратени на сцена во таа политичка партија. Еве ќе ви кажам еден пример. Од Куманово, од општинската организација, има 3 политичари кои што се сега во централните органи на партијата, во извршните одбори и се представуваат како нови лица. Меѓутоа, ако ги погледнете засебно и ако им ги преброите годините во кои извршувале дали политички или јавни функции, ако ги пресметате, само тие 3 човека можеби се близко до 100 години од вршење на политички функции. Затоа не може да збориме за нова енергија. Мене стварно ми е жал што се случува сето тоа. За мене тоа е една завршена тема. Јас сум сега дел од политичката партија Движење Знам за наша Македонија. Сум еден од потписниците, иницијатори за формирање на оваа политичка партија и ве убедувам дека ова политичка партија од ден на ден се повеќе и повеќе ќе расне, и не само што ќе расне, туку ќе испорачува и ќе ја оправда, ќе испорачува коректни политики и ќе ја оправда довербата пред граѓаните. Како пратеник, една од вашите заложби е решавање на децениските проблеми со комуналните јавни предпријатија. Има ли сценска и останатите пратеници за изнаоѓање на решение на ваквите проблеми? Од друга страна пак граѓаните би имале подобра услуга. Едно од моите ветувања, бидејќи претходно доаѓам од тој сектор, нели бев менаџер на јавното предпријатие Чистота и зеленило, кое што се соочуваше со огромни финансиски проблеми кои што потекнуваат од 2003, 2004, 2005 година. Не би сакал подробно сега да елаборирам, тоа сум го зборувал неколку пати во оваа емисија. Тоа се проблеми настанати во јавното предпријатие кои што потекнуваат од периодот кога јас сум имал 13-14 години. И до ден денеска тие проблеми стојат во тоа јавно предпријатие со наталожени камати. Самото јавно предпријатие нема можност ниту па капацитет да се избори за решавање на овие проблеми, бидејќи се работи за сериозен износ на средства. Општината исто така не е во можност и нема капацитет директно да помогне на овие јавни предпријатија. Затоа јас во предизборниот период ветив дека една од моите главни заложби ќе биде иницирање на можни решенија за помагање на овие јавни предпријатија, и веќе како што видовте, првото мое пратеничко прашање кое што беше упатено до министерствата и до владата беше токму иницирање на оваа проблематика, отварање на оваа тема, за да ги прво се направи една темелна анализа во каква состојба се јавните предпријатија, каква е нивната капацитетност, и врз основа на таа анализа во најбрз можен период да се изнајдат решенија со кои ќе им се помогне на јавните предпријатија. Постојат неколку законски решенија кои што во нареден период ќе бидат иницирани од група на пратеници кои што доаѓаат и од нашата политичка партија, меѓутоа и од политичката партија на ВМРО ДПМН, и се надевам дека во најбрз можен рок овие проблеми ќе бидат надминати. Крајната цел на тоа е секако вработените во тие јавни предпријатија да можат нормално да функционираат, а граѓаните да ја добиваат крајната услуга за која што плаќаат, а всушност се формирани овие јавни предпријатија. Една од темите на кои говоревте деновиве на седница на Собранието е се и депониите во државата кои што негативно влијат на животната средина, особено на граѓаните кои што живеат во близина на депониите, еве конкретно во Куманово, во селото Пчиња, но и за еден проект од подржан од Европската унија за изградба на фабрика за преработка на отпад. Знам дека за овој проект на Европската унија говоревме и зборувавме уште пред неколку години, почна реализацијата, но некако чинам дека стагнира. Се знае ли до каде е со овој проект? Па добро, тоа беше една моја реплика на еден пратеник од Левица, каде што беше критикувано, на дневен ред беше точка за извештај за состојбата во депонијата во Кочани, каде што таму граѓаните имаат сериозни проблеми.
и имаше упатена критика од страна на левица, меѓутоа како и сите досегашни критики кои што таа политичка партија ги упатува, сметам дека се само чист популизам, бидејќи вие доколку упатите една критика треба и да понудите конкретно решение. Зошто тогаш би сте ја барале поддршката од граѓаните? Ајде нека излезат со конкретно решение, да видиме што нудат, за да може тоа решение, еве и ние како партиципиенти во оваа власт, да дадеме поддршка и да го менаџираме тој процес. Меѓутоа, јас се јавив за реплика, бидејќи не слушнав никакво конкретно решение. Ги слушнавме проблемите. Се зборуваше само за одреден град. Ги потенцирав и проблемите со кои што се соочуваат и останатите општини, како што е општина Куманово, посебно граѓаните кои што живеат непосредно до самата депонија, граѓаните на село Пчиња, Студена Бара, кои што во летните периоди, кога има чадење на самата депонија, се соочуваат со сериозни проблеми. И затоа потенцирам дека овој проект не дека е лош, тој проект е добар, дури самата држава многу доцни со реализација на самиот проект. Овој проект е започнат и е помогнат од страна на Европската Унија, започнат со реализација во 2016 година, сега сме 2024 година, меѓутоа 20-30% само од овој проект се реализирани. За жал, морам да потенцирам, поради неспособноста на сите претходни влади да менаџираат со овој процес. Овој проект е добар, се работи за решавање на самите и затварање на самите постоечки импровизирани депони, тоа не се законски депони, кои што ги користиме за одлагање на сметот, и формирање не на нова депонија во Свети Николе, туку на фабрика за преработка на отпад. Има голема разлика и често пати тие граѓани кои што живеат во тој дел ги доведуваат во заблуда, бидејќи самите не се запознаени добро со проектот. Се надевам дека многу брзо ќе повторно биде вратен и имам некои информации дека се започнува овој проект повторно да се реализира и во најбрз можен рок ќе биде реализиран за да ги немаме повеќе тие проблеми со кои што се соочуваат граѓаните. Еве само едно прашање од оваа тематика. Што би можело да се преземе во врска со селекцијата на отпад? Во општина Куманово, додека бев менаџер на јавното претпријатие, имавме неколку обиди за селекција. Поставувавме урбана опрема каде што граѓаните ќе имаат можност да селектираат и имавме слики и видеа каде што таа урбана опрема се уништуваше непосредно, дури 12-24 часа по поставување на самата урбана опрема. Имаше свест кај граѓаните за селекција на отпад, кај дел од граѓаните, морам и тоа да го потенцирам. Меѓутоа, за жал, јас не успеав до крај да го воспоставам тој проект да функционира од неколку причини, бидејќи ние во тој период немавме доволно поддршка од секторот за внатрешни работи и заштита, а за да докрај функционира овој проект мора да има нормално и поддршка од самите инспекцијски служби. Тие мора да имат поголеми надлежности, бидејќи ние водевме една кампања, промотивна кампања, за да ги запознаеме граѓаните колку е значењето на селектирање на отпад. Тоа го работевме и во средните, во основните училишта, делевме дури и флаери со сметките до сите домакинства. Меѓутоа, тоа е што е и се надевам дека новото раководство на јавното претпријатие ќе успее да изнајде начин, механизам да овој процес повторно го воспостави или всушност го воспостави да почне да функционира како што треба да биде. Меѓутоа, сепак морам да потенцирам дека тука мора директно инволвирање и на самата влада, на самата држава со сите институции, бидејќи овој процес мора да биде подпомогнат на многу повисоко централно ниво. Какви други иницијативи како пратеник покренавте во собранието, особено кога станува збор за Куманово, и кои се идните планови? Па добро, тоа беше едно, бидејќи се работи за само 6 месеци, тие беа неколку иницијативи во делот на јавните претпријатија кои што се обидуваме да ги покренеме во рамки на собранието, меѓутоа како дел од политичка партија, она што беа наши ветувања во делот на укинување на самиот балансер, тоа беше едно од нашите главни ветувања и ако ги погледнете сите мои изјави претходно, се залагавме бидејќи мислиме дека тој балансер не дава резултати. Бевме сведоци како македонци се пишуваат како албанци и обратно, како албанци се пишуваат како македонци. Не го даваше до крај резултатот и успеавме
тој балансер да биде затворен, да биде тоа прашање затворено и веќе при вработување тоа не е едно од условите при вработување. Секако треба да се почитуваат и правата на малцинските етнички заедници, тие да имаат права како и македонците при вработување, меѓутоа тоа мора да биде спроведено на некој друг начин, не така како што беше. И она што како пратеник се залагам, тоа е средствата кои што ќе бидат алоцирани до општините, кои ќе бидат ставени на располагање на самите општини, да добар дел од тие средства бидат упатени во Куманово. Бидејќи Куманово во изминатите, можем да кажем и децени, како локална самоуправа е заложник на владините политики. Без разлика дали тоа било во претходниот период ВМРО-ДПМН или во последниот период СДСМ, секогаш некако владите се осветуваа на кумановчани поради несогласувањата кои што ги имаше централната власт со локалната самоуправа. Може да видите дека во последната пола година за прв пат, тоа не е пример, да кумановци се заложник на владата и за прв пат во Куманово се пуштаат директни средства во износ од 4,5 милиони евра. Гласавме сега буџет, ќе има нови дополнителни 100 милиони евра, каде што ние како општина Куманово ќе аплицираме и ќе добиеме добар дел од тие средства. Нели Македонија му должи на Куманово, многу политичари стоја и на градскиот плоштад, стоја и беа и присутни во вашата телевизија и тоа го говореа, но никој не им се раздолжи на кумановчани. Затоа сега ние ќе имаме проект кој што ќе се спроведува во износ од 4,5 милиони евра. Всушност се работи за 3 проекта кои што ќе се спроведуваат во наредниот период, а тоа е доизградба и целосно уредување на индустријската зона, реализација на гасоводот кој што треба да биде спроведен во населба Вера Которка до индустријскиот објект, што ќе биде многу значаен за самите индустријски капацитети кои што се сконцентрирани во тој дел од градот, меѓутоа и можноста на самите граѓани кои што живеат во тој дел на градот да го користат тој природен ресурс и решавање на еден горлив проблем со атмосферската канализација на улица Бајрам Шабани, кој што представува сериозен проблем на граѓаните кои што живеат во тој дел на градот. Случај што ја разбранува јавноста деновиве е случајот Државна лотарија. МВР поднесе кривични пријави против 8 лица, поранешни високи политички функционери, за двајца од нив е покренато, нели, за веќе побаран и притвор, но тие не им се достапни на органите на прогонот. Кој е вашиот став во однос на борбата против корупцијата и криминалот? Прво мора да го поздравам овој потек на Министерството за внатрешни работи, бидејќи се зазема во една акција. Меѓутоа и од она што го слушаме сите како граѓани што се шпекулира деновиве, а тоа е дека самите истражни органи за прв пат, можеби, влегуваат во истрага во највисокиот политички врв на корупција. Тоа беше еден од предусловите за наше учество во оваа влада. Значи, правдата, како што истакнав порано, претходно, мора да се врати во оваа држава. Мора да се гони и корупцијата во највисокиот политички врв, онаму каде што постои, каде што има основано сомнение. Бидејќи само на тој начин ние можеме да градиме правна држава и да всушност имаме институции кои што ќе функционираат во интерес на граѓаните. Се тоа што се случуваше во овој период, јас мислам дека и органите кои што работат посебно во правосудниот јавно-обвинителски дел, бидејќи јас верувам дека и таму има честни луѓе кои што досега биле под притисоци и не се охрабриле да постапуваат по одредени предмети или ги чувале во фиоки, сега ќе бидат охрабрени да го гонат тој криминал. Тоа ќе биде еден последователен процес на сето она што се случуваше. Веќе министерот за овој случај истакна дека еден од тие обвинети ја напуштил државата. Во текот на вчерашниот ден излезе со соопштение како тој граѓанин или тој политичар ја напуштил оваа држава, веќе има детектирано кои се тие лица кои што му овозможиле
и против истите ќе бидат поднесени соодветни пријави. Апропо на тоа, пред 6-7 години ние имавме еден случај каде што наш бивш премиер пребега во една друга држава, ние до ден денеска не знаеме ниту по кој пат поминал тој човек, ниту кој е виновен за бегството, немаме ни обвинение против одредени лица. И тоа само говори дека оваа влада е спремна вистински, не само декларативно, туку суштински да се бори против корупцијата и да ја врати правдата во оваа држава. Бугарија со предупредување до Европската Унија, прво уставни измени, потоа интеграција на Македонија. Од друга страна, премиерот Мицкоски отпатува во Брисел со истите позиции со кои што и досега настапуваше. Уставни измени да, но со одложено дејство. Дали партијата Движењето Знам го поддржува ставот на премиерот? Прво, ставот Македонија во делот на уставните измени да ги прифати со одложено дејство е став кој што прв го има обзнаено председателот на политичката партија Движење Знам Максим Димитриевски на јавно на телевизија. Веднаш подоцна тој став беше презентиран исто така и од сегашниот премиер Христијан Мицкоски. Би се навратил малку наназад, бидејќи неколку пати го имам тоа говорено. Жално е што во тој период нашата дипломатијата на нашата држава дозволила еден билатерален проблем помеѓу Македонија и помеѓу Бугарија да стане пречка на нашата држава во нашиот пат кон Европската Унија. И тоа е прв случај каде што одредена членка треба да влезе, да се соочува, не може да влезе попречена поради еден билатерален спор. И јас тоа го гледам како грешка на нашата дипломатија. И затоа сегашното Министерство за надворешни работи ќе мора да изнеде начин, механизам и пат како ќе се воспостави комуникација со бугарското министерство за да оваа кочница биде отстранета. Но како и да е, нашиот став го кажавме за време на изборниот период, а тоа е дека уставни измени не може да има доколку нема одложено дејствие, бидејќи може да се доведеме во состојба. Кој ни гарантира дека утре на Македонија нема да и биде наметнато некое ново барање? А секако, сите политички партии, во најголем дел политички партии, целата владина структура, да не се лажеме, нашиот единствен пат е Европската Унија, и ние се залагаме докрај да го истераме тој процес. А јас како човек, како политичар, јас сум убеден дека може да го истуркаме тој процес. Уставниот суд одлучи да повика експерти за да слушне различни мислења во врска со законот за употреба на јазиците, а дури потоа да одлучува. Каква одлука очекувате од Уставниот суд? Прво, како политичар, не е коректно од моја страна да коментирам одлуки на Уставен суд, каква е да е одлуката, јас ќе ја почитувам, меѓутоа треба да се запрашаме зошто дошло до такво едно решение, имајќи впредмет дека кога се носел законот, не е подпишан од страна на тогашниот председател на државата, е објавен во службен весник и мислам дека представува сериозна грешка целокупниот тој процес при носење на тој закон. Повторно ќе кажам, каква и да е одлуката на Уставниот суд, јас како политичар и како човек докрај ќе ја почитувам, не би сакал да коментирам во тој дел. Како функционира владината коалиција на централно ниво? Го испорача ли ВМРО ДПМН она што вие како партија го побаравте за да станете коалиционен партнер во владата? Па нашите основни барања, повторно можам да ги кажам на почетокот на емисијата, за да бидеме дел од ова владина коалиција, не беше тоа некои лични задоволувања и некои лични апетити, туку тоа беше суштински заложби за реализација на некои работи на кои што реагираат граѓаните во Македонија, како што е враќање на правдата, да ја градиме Македонија како самоодржлива држава, да работиме на добрите меѓуетнички односи, да се движиме по патот на Европската Унија. И еве, ако видите,
Движењето Знам ги има еден од двете клучни, можам да кажам, министерства токму за решавање на тие состојби, а министерства кои што не располагаат со некакви финанси. Тоа е Министерството за администрација, каде што сметаме дека треба да се влезе со реформа, сериозна реформа во администрацијата. Рековме дека балансерот не ги дава резултатите, успеавме балансерот да го укинеме како алатка која што се користеше при вработување во досегашниот период. Другото министерство е Министерството за правда, кое што е соочено со сериозни предизвици, особено ако ги имаме в предвид судскиот совет, проблемите со судскиот совет кои што ги имаме. Не би кажал проблеми со судски совет, повеќе би кажал дека поединци од тој систем кои што се вградени, интегрирани во последните неколку години и кои што функционираат во корист на политичарите, веќе еднаш за секогаш мора да бидат отстранети од тој систем и да поставиме систем кој што ќе функционира независно, инокосно, со интегритет и ќе ја врати довербата кај граѓаните, меѓутоа и правење на нов кривичен законник, каде што одредбите од кривичниот законник кои што во минатото беа укинати им даваат поволна положба на политичарите, дури можам да кажам дека со укинување на трие одредби всушност се стимулира одредени криминогени дејанија кои што можат да ги направат или се во можност да ги направат некои луѓе кои што се во извршна власт на одредени политички позиции каде што располагаат со огромни средства, да се доведе до ситуација да бидат тие средства злоупотребени, зашто се повеќе слушаме овие денови што се случувало во минатото. Како и да е, ќе работиме на враќање на тие одредби, на измени во кривичниот законник и повторно да бидат санкционирани сите оние кои што посегнали и се обиделе да прекршат закон или да посегнат по народните пари. Владата се пофали дека за неполни 6 месеци донела 6 странски инвестиции и тоа во превод би значило околу 2000 нови вработувања. Последната 6-та инвестиција на швајцарска компанија која што ќе инвестира во индустриската зона во Куманово. Што ќе значи ова не само за Куманово, туку и за целата држава? Ова инвестиција чинам дека беше 7 милиони евра. Добро, Куманово е општина која што се наоѓа помеѓу два коридора, клучни коридори кои што поменуваат. Куманово во минатото бил клучен индустријски град со високо развиена индустрија, меѓутоа во периодот на транзиција многу фирми замреле, биле затворени, многу голем број на работници посебно во Куманово тоа го почувствувале на својата кожа. Сега се случува еден спротивен процес каде што преку таа индустријска зона во која што во последните неколку години локалната самоуправа многу вложува и се обидува да ја изгради онака како што треба, се случуваат некои инвестиции кои што ќе бидат значајни за Куманово посебно од економски аспект, од аспект на тоа што ќе се нудат работни места на многу кумановчани, ќе имаат можност за вработување и тоа заплати кои што ги гледаме дека навистина се разликуваат од на сето што се случува во сегашнава состојба во самата општина. Како што истакнавте, со помош на локалната самоуправа, со помош на градоначалникот Максим Димитриевски, кој што директно учествуваше во носење на самата инвестиција Лидел, веќе имаме една завршена, би кажал, или завршена документација за таа инвестиција Лидел, која што е во фаза на изработка на самиот центар, кој што се наоѓа во индустријска зона. Имаме најави за отварање и на неколку објекти кои што директно ќе вршат продажба на тие нивни производи на самата територија на општина Куманово. Се работи за сериозен бренд, голема компанија. Еве веќе имаме најава од страна на премиерот и за нова инвестиција за модуларни објекти, мислам дека беше во износ од 6,5-7 милиони евра, кој што исто така е значајна инвестиција, бидејќи ќе имаме можност за поголемо вработување на кумановчани, подигање на самата економија во Куманово, поголем транзит и така натаму. Секако дека овие инвестиции се поздравени, се добродојдени во Куманово и Куманово мора повторно да го вратиме на едно ниво кое што беше во некој друг изминат период. Буџетот на општина Куманово за следната година е речиси 3 милиарди
денари за 15% зголемен во споредба со минатогодишниот буџет. Очекувате ли поголем развој на градот идната година? И кои се оние капитални проекти кои што би сакале да ги видите завршени следната година? Добро, ние имаме наша програма и можеби некој ќе каже субјективно мислење дека во последните 6-7 години Куманово целосно инфраструктурно почува да се трансформира. Видите, ако се навратите пред 7 години на самиот влез во Куманово, што би кажале кумановчани беше сумрак зора, немаше ни осветлување, имавме неколку семафора што некогаш работи, а некогаш не. Сега имаме еден модерно уреден со кружен тек влез во градот, целосно осветлен. Имаме целосно осветлување, имаме и првите кружни токови кои што беа изведени од страна на оваа локална самоуправа, кои што натото беа мисловна именка. Имаме огромен број на инфраструктурни проекти кои што се реализирани и во селата, и во населбите, и во самиот централен дел на градот. Она што очекувам со овој буџет е да се случат реконструкции на неколку клучни улици кои што се во централно градско подрачје, пробивање на булеварот Октомвриска револуција и поставување на уште еден кружен тек на тој дел од градот, кај што беше впрочем и наше предизборно ветување кон граѓаните на општина Куманово, но секако очекувам и довршување на уредување на градскиот парк, уредување и завршување на реконструкцијата на спортската сала, целосно уредување и завршување и на Соколанскиот парк и на самата сала Соколана, што во овој период се случува со локални пари. За жал, не имавме средства во минатиот период од централната власт, меѓутоа тие средства, поеве ќе потенцирам, за спортската сала и за Соколана во износ од 6-7 милиони денари кои што беа, иако се тоа символични средства за да направите ви еден таков капитален проект, беа дадени на општина Куманово, меѓутоа подоцна беа и повлечени од тогашната централна власт. И ова го кажувам само во контекст на она зашто како пратеник, како локална самоуправа, како дел од владата, владеачкото мнозинство, нема никогаш повеќе да дозволиме Куманово да биде заложник на централните политики. До сега, како што кажав, преку 3 проекта имаме добиено 4,5 милиона евра, како пратени гласав буџет во собранието, каде што ќе има дополнителни 100 милиони евра за инвестиции што ќе бидат ставени на располагање на самите општини, на самите локални самоуправи. Ние веќе преговараме и очекуваме не само од општинскиот буџет, туку дел и од тој колач, сериозен дел, да дојде во општина Куманово, каде што со проекти кои што дополнително ќе бидат предвидени во новата 2025 година, на почетокот на годината, ние ќе аплицираме и ќе добиеме сериозен дел од тие средства. Заедно со овој буџет, кој што беше изгласан пред неколку дена во Советот на општина Куманово, заедно со средствата кои што ќе бидат на располагање, кои што сум сигурен дека ќе ги добиеме, бидејќи ќе се избориме за тоа, Куманово ќе почува да се трансформира и ќе почува да заликува на еден модерен, европски, сериозен град. Со одлука на Советот и првите 6 месеци од наредната година, граѓаните ќе користат бесплатен јавен превоз, општината и понатаму ќе го субвенционира приклучокот на газ, и понатаму ќе ги субвенционира комуналните услуги за одредени ранливи категории во Куманово и за прв пат ќе субвенционира набавка на инвертер клима уреди. Сега кај граѓаните секогаш има поделени различни мислења, голем дел од граѓаните ги поздравуваат ваквите мерки и активности на општината, дел од граѓаните, особено жителите на централното градско подрачје, сметаат дека се обесправени кога станува збор за бесплатниот јавен превоз, дури пак се оди дотаму што некои граѓани сметаат дека градоначалникот веќе се подготвува за следните локални избори. Еве еден ваш став, коментар за мерките и активностите, субвенциите на општината. Добро, прво се работи за една мерка која што е сериозна и се издвојуваат сериозни средства од страна на буџетот на општина Куманово и би сакал да ви укажам на една работа, бидејќи кога се носат некои такви поголеми одлуки,
политичките партии или локалните самоуправи за една таква мерка прават и одредени сондажи, анализи и мислење, испитувања кај граѓаните и морам да кажам според она што го имаме ние како испитување, значи граѓаните како примарна мерка која што е спроведува општина Куманово, токму бесплатниот јавен превоз, сериозно го поздравува и има висока, како да кажам, висок процент на задоволни граѓани од користење на оваа мерка. Ако го споредиме со оно што се случува во Скопје, каде што граѓаните не само што немаат бесплатен превоз, воопшто немаат превоз. Меѓутоа, како и да е, таа мерка ќе продолжи и во наредните 6 месеци. Ги истакнати и останатите мерки, ако ги одземеме социјалните трансфери за помош на ранливите категории, останатите мерки како бесплатен јавен превоз, клима инверторите, се дел од една политика за долгорочно справување со аерозагадувањето кој што сериозно не погодува посебно во овие зимски денови и општина Куманово не е имуна на овој проблем со кој што се соочува нашата држава и токму јавниот превоз допридонесува да помала количина на возила од околните населени места гравитираат на територија на општина Куманово, да не узурпираат паркинзи, меѓутоа да бидеме реални се и од голема помош, финансиска помош на самите граѓани кои што живеат во околните места или кои што користат бесплатен градски превоз, бидејќи јас сум сведок дека не само граѓаните кои што живеат во населбите и приградските населби, селата го користат градскиот превоз. Многу граѓани кои што живеат и во централното подрачје на градот, за да отидат од една населба до друга, од едно населено место, користат бесплатен градски превоз. Ја поздравам оваа мерка и сметам дека треба да продолжи таква како што е поставена. Имавме една мерка од страна на владата каде што беа доделени бесплатни клима или субвенционирани клима уреди. Имаше голема заинтересираност за користење на оваа мерка од страна на граѓаните, исто така од страна на граѓаните на општина Куманово. Оваа мерка ќе даде сериозен резултат во зимскиот период во делот на користење на или начинот на грејење во самите наши домови, бидејќи полека треба да се избегнува оно наше традиционално грејење, користење на огревен материјал, па користење на несоодветен огревен материјал кој што придонесува за загадување. Ова како мерка сметам дека исто така ќе даде добар резултат и ќе помогне на оние граѓани, посебно кои што се во лоша финансиска економска положба и не може да си приуштат да купат клима уреди, ќе имаат можност дел тие луѓе што ќе бидат стотина, мислам дека се работи, ќе имаат можност да се снабдат со клима уред и во делот на субвенционирање на гасот исто така ја поздравувам и оваа мерка, бидејќи полека Куманово треба во што поголем процент да биде гасифицирано, бидејќи овој енергент представува навистина ефтин, ефикасен начин за загревање или користење во индустријските капацитети, иако не се субвенционира, туку се субвенционира само за домакинствата и еден апел до самото јавно предпријатие да продолжи со ова темпо и што побрзо да се шири самата гасоводна мрежа, бидејќи сигурен сум дека многу граѓани, многу домакинствата ќе сака да се приклучат на овој природен енергенс, иако многумина велат дека е скапо, меѓутоа ако споредите колку чини сега огревните дрва, колку изнесуваат сметките за струјата, сепак не е многу поскапо од останатите средства за грејење. Дали движењето Знам во Куманово веќе се подготвува за локалните избори? Се разговарали веќе за можниот кандидат за следните локални избори? Можно ли е да излезете со заеднички кандидат со ВМРО, ДПМН? Значи, на наредните локални избори, ние како политичка партија се подготвуваме од месец декември 2021 година. Со тоа што испорачуваме резултати кон граѓаните, работиме во интерес на граѓаните, сакаме да дадеме подобра услуга преку јавните предпријатија, сакаме да изградиме и да имаат повеќе инфраструктурни објекти самите граѓани и ние веќе тоа го работиме 3 години. На наредните избори, на наредни локални избори, политичка партија Движење Знам ќе има кандидат од собствените редови
на кој што граѓаните на општина Куманово ќе одлучат дали ќе треба да му дадат поддршка или нема да треба да му дадат поддршка. Секако, не знам дали може да се случи и некој процес на поддршка на една друга политичка партија. Ако го ценат тоа, ако мислат дека треба да дадат поддршка од наша страна, секако дека ќе биде прифатена таа поддршка. Дали се гледате себе си како иден прв човек на градот или можеби имате поголеми амбиции, можеби во извршната власт по следните парламентарни избори? Значи, ова прашање ми беше исто така поставено, го одговорив на еден медиум непосредно пред парламентарните избори, дури тогаш не бев ни кандидат за носител на листа во изборна единица 2, можност која што ми беше укажана чест од страна на политичката партија Движење Знам. Јас тогаш одговорив дека иако сум млад човек, се сметам за млад човек, сум подолго време во политиката, ја следам политиката, активно се занимавам со политика, но никогаш во политиката она што ме водело не е тоа дали Даниел Стојчевски ќе биде на некоја позиција или што ќе биде Даниел Стојчевски. Секогаш сум се водел од она што Даниел Стојчевски како политичар, како име, може да направи, да допридонесе за ова општество, за овој град, за оваа држава. Тоа било мотото кое што сум се водел до сега, така ќе биде и понатаму. Што ќе се случува во иднина? Тоа ќе биде анализа и проценка на самата политичка партија. Онаму каде што ќе смета мојата политичка партија дека ќе можам да дадам најголем допринос, јас ќе бидам таму. Ова како за крај на емисијата беше добар политички одговор. Господине Стојчевски, ви благодарам на гостувањето уште еднаш. Ви благодарам и на вас уште еднаш за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.